Почитувани гледачи, добро утро. Уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите вториот дел на утринското издание на Нов ден. Колешката Ирена Велешковска ја имаме за вклучување во живо, а таа ни говори за државното ридско првенство кое што се одржа, односно учество зема велосипедскиот клуб Вело М и постигна доста значајни резултати. Но сепак колешката Велешковска со подетални информации. Ирена, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Маја, добро утро и до гледачите на К3 телевизија. Не знам колку може да забележите, ние сме на отворено, бидејќи ова утро промовираме здрави животни навики. Поводот за тоа е 10 мај. 10 мај, светски ден на спортската и физичка активност. Значи, би сакала да кажам дека вчерашниот ден во светот беше прославен како ден на физичката активност и беше истакнато од страна на Светската здравствена организација дека недостаток на физичка активност е еден од главните причинители за смртност кај луѓето. Токму поради тоа, ова утро, ние промовираме здрави животни навики, а наши гости се членовите велосипедисти од Сдруженијето Вело М Куманово. Мои гости се Марио Петровски. Добро утро и благодарам на поканата што се одзвавте да промовираме здрави животни навики ова утро. Добро утро, Ирена. Ви благодарам и на вас што не поканивте тука заедно да го промовираме овој здрав живот. Така, ние, ако може да забележите, значи, би сакале да промовираме дека возењето автомобил, користењето лифтови, останати превозни средства, седењето подолго време на работното место е еден од причинителите да се избегнува или да се намали физичката активност кај луѓето. Ние решивме на велосипед ова утро да разговараме. Секако благодарам што ни овозможивте едно вакво патешествие. Се надевам ќе ги поттикнеме гледачите, бидејќи се наоѓаме овде во прекрасна природа, се наоѓаме на отворено. Ова е во Кумановско. Поводот, рековме, гостувањето во нашата утринска емисија е вашето последно учество и успесите од државното ридско првенство, кое што се одржа Кривогаштани, Крушево, манастир Свето Преображение. Кажи ни нешто повеќе како вие зедовте учество, со колку учесници и кои се вашите резултати? Токму така, значи неделава го имавме нашето прво државно првенство, прво од трите државни првенстви. Ова беше ридско првенство, кое се возеше од Крушево, Кривогаштани поточно, Крушево, значи ни поминувавме низ градот и потоа нагоре кон манастирот на Свето Преображение. Така прекрасен крајолик предел. Да, токму така, значи тука можеше да се види спомен куќата на Тоше Проевски. Ние како клуб земавме учество со 15 велосипедисти овој пат и работевме за нашиот велосипедист најдобар кој е на Горница, Никола Ѓукиќ, и секако тоа го завршивме успешно и тој бина победник во сениорска конкуренција и севкупен победник во сите заедно категории. Честитки за постигнатите успеси, ќе проговориме подетално и за тоа. Би ве запрашала, ова беше ваше прво државно представување оваа година? Ова беше наша трета трка во националниот систем, а возевме веќе две трки во интернационален систем. Значи првата трка која можем да ја споменаме е трката низ Кипар, која возевме во февруари.
Таму се натпреварувавме со тимови кои возат Giro d'Italia, кој во моментот се вози во Италија. Возевме Белград Бања Лука, тоа го возевме пред 2 недели, односно на 28 и 29 април. Таму се појавивме како национална селекција на Македонија и учество земавме со 4 наши велосипедисти во репрезентација. Така задоволни сте, предпоставам, од сето ова. Овде со нас е и севкупниот победник Никола Ѓукиќ. Ти честитаме на твоите остварени резултати. Кажи ми, беше ли силна конкуренција ова? Државно првенство е? Да, ова беше многу силно државно првенство. Јас бев победник во мојата категорија, сениорска категорија, но и севкупен победник од сите категории заедно. Прв стигнав на целта во пред манастирот Свето Преображение. Имаше конкуренција од околу 50 на велосипедисти, надпреварувачи и јас успеав да се изборам за првото место. Честитки, тоа не е ни малку скромно. Би те запрашала само што те очекува еве периодов кој што предстои. Предпоставувам продолжувате интензивно, бидејќи сезоната ја отворивте некаде во вториот месец од година. Значи, наредна трка која ни следува е меѓународна трка, интернационална трка низ Албанија, која е следната недела. Таа се вози 5 етапи, има многу силни екипи од цела Европа, од Италија, Германија, балканските екипи, уште некои. Така да, после тоа, наредна трка која следува после Тур де Албанија е трката низ Србија, која исто се вози во 7 етапи. Таа се бодува за светски уци бодови. Така да очекуваме пласма во првите 10 позиции. И ние ти посакуваме таков пласман и многу повисок пласман, бидејќи ти си релативно млад, но исклучително надежен и успешен спортист. Ти благодарам за твоето гостување ова утро. Другиот Никола би те запрашала, еве, да се биде велосипедист, предпоставувам некој можеби мисли дека еве вашиот професионализам кој што не почнува тука, значи тоа се долги, можеби и деценија зад себе возење велосипед. Но како изгледа еден ден комплетно од утро до мрак на еден велосипедист? Се тренирали секој ден? И како се тренира, еве, како ја темпирате вашата форма? Да, тренирањето се одвива секојдневно. Првично стануваме, нели, појадуваме и веднаш се подготвуваме за тренинг. Обично тренинзите ги вршиме во утринските часови за да би имале време за попладневен одмор, како би се спремиле за утрешниот тренинг. Обично тренинзите зависат од трката за која што се подготвуваме, со оглед на тоа што сега се подготвуваме за етапи, возиме долги километри, обично преку 100. Вчерашниот тренинг можевте да го проследите на планината блиска Герман, која што е исто така дел од подготовките за следните уци трки, односно светски трки. Денешниот таа траса да се вози, претпоставаме е успон. Тоа е многу тешка, исклучително тешка, со оглед на тоа што ние користиме уреди кои што покажуваат нагиб, должина, нели, брзина, и тоа утврдува како една од најтешките категории на планини класифицирани според светскиот ранг. Денешниот тренинг се одвива исто така на долга километража со завршување на планината Кокино. Првично одиме до Кратово, се враќаме и завршуваме на Кокино. Со тоа што Од овде ли ќе продолжите на вашиот тренинг? од овде продолжуваме. Да, од овде директно продолжуваме. И колку часови се потребни за да го реализирате овој тренинг кој што спомнавте почнува наутро, и како, еве, можеби со храна се подготвувате за да го реализирате овој тренинг? Должината на тренинзите предвидени се 4,5 часа, со тоа што можни се кратки паузи за храна, вода, на дополнување и продолжуваме веднаш, нема подолги стоења. Подготвувањето со исхраната е индивидуално, премногу индивидуално. На секој организам различна храна најдобро му одговара. Сите ние долго праксираме на себе што најдобро и како ни одговара, и во зависност од тоа што би требало да возиме, тоа и го консумираме. Така, ти благодарам. Марио, споменавме дел од овие претходни учества, но би ве запрашала што е следно, предстои трката во Албанија? Токму така, на план е нашата најцелна трка низ Албанија, која ќе се вози од 20 до 24 мај. Учество ќе земеме со 6 велосипедисти. Овој пат можем да кажам дека ВЛМ ќе има интернационален карактер, со тоа што ќе имаме бугарин во екипа и еден словенец.
Ова е досега најаката екипа на ВЛМ низ годините и очекуваме врвен пласман во Албанија. Ние ви посакуваме таков пласман, имаме веќе докажани ваши представници и во клубови кои што нели се надвор од државата кои што веќе заминале, имаме ли репрезенти кои што достојно Куманово го представуваат ширум Европа? Токму така, можем да ги споменам нашите, Андреј Петровски кој вози за селекција на Монако и Стефан Петровски кој е во германски тим Райнам во Франкфурт. Овие двајца се и потенцијални, посебно Андреј кој се подготвува за светското првенство кое ќе се одржува во Берген, Норвешка. Мислам дека средина на август ќе биде тоа, не сум точно сигурен. И очекуваме таму Андреј да покаже добар резултат. Сето ова што го кажавме, претпоставувам ќе ги заинтригира нашите гледачи веќе од можеби попладнево или од утре да барем рекреативно да се занимаваат со велосипедизам или останата физичка активност. Една препорака од вас до нашите гледачи можеби? Токму така, јас на сите им препорачувам да се занимаваат со овој спорт бидејќи носи многу бенефити. Ние како ВЛМ и како сервис и како стручни лица сме спремни да помогнеме на секој граѓанин кој е заинтересиран да се занимава со овој спорт. Дали би било тоа со велосипеди или со стручна помош, патеки каде би можеле да се движат, значи со секаков вид, слободно може да се обратите на нашата Facebook страница или на лице место. Така би ве запрашала, можеби имате најмлад и највозрасен член кој што можеби рекреативно ви постапува? Имаме највозрасен член, ние 52 години, ама можам да кажам дека и тој е доста професионален со тоа што има земено светска доделница од државата, значи има освоено 6-то место на Европско првенство за мастерс. Мастерс категорија е, значи постари возрасти од 40 до 50 години и тој успеа, Зоран Истовски, да го напоменам, тој успеа да се избори за 6-то место и да добие стипендија од државата за светска класа на спортисти. Така. Најмладиот? Најмладиот. Да заокружиме, да ги поттикнеме и младите. Најмладиот, имаме многу млади спортисти кои се потенцијални, кои се таленти. Можем да го споменам нашиот нов велосипедист Ивица Гацовски кој е од Демир Хисар и тој успеа да биде второ место на државното првенство кое се возеше во Крушево и тоа е доста голем напредок за негова втора трка извозена. Така, благодарам што одвоивте дел од вашиот утрински тренинг и што бевте овде заедно со нас. Ние од тука ќе ве оставиме да го продолжите вашиот денешен тренинг. И вам, почитувани гледачи, би сакала само да ви се заблагодарам за одвоеното време, кое што се надевам ве поттикна веќе од денес да се занимавате со каква било физичка активност, а зошто да не да промовираме здрави животни навики, возење велосипеди. Продолжете да ја следите утринската програма Нов ден. Ние овде го завршуваме нашиот пресек во живо. Ве оставам да уживате уште неколку минути накратко со тема велосипедизам, а веднаш потоа мојата колешка Маја Скелиевска ви благодарам на вниманието. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во уште едно ново издание на емисијата Нов ден. Се гледаме утре со почеток во 8 часот. Останете со нашата програма.